Голем број на мигранти може да се забележи по патиштата во близина на железничката пруга која од Македонија води кон Србија. Бегалците доаѓаат од Турција преку Грција, Македонија ја поминуваат пеш, а патуваат со денови. Екипата на нова една мала група на бегалци од Авганистан сретна на 30 на километри од границата со Србија. Седнаа да се одморат од долгото пешачење по дрвјата во близина на пругата. Гладни, уморни со рани на нозете, одлучија да чекаат да се намали горештината пред да продолжат понатаму. Меѓу нив е и 1,5-годишниот Мухамед. Иако е се уште бебе, тешкиот бегалски живот по патиштата го научил да се бори и сам да се храни. Неговото семејство планира да оди во Унгарија, но до патот кон подобар живот има уште многу. Неговиот татко, кој освен на својот јазик зборува и турски, вели дека во Македонија се цел месец ги враќаат и пак доаѓаат, бараат начин како да излезат од државата. Од Турска вика сме тука дојдени. Прво во Грција и од Грција тука. Колку време патуваат низ Македонија? Ние сме тука вика 1 месец. Во Македонија? Да. Што шетаме вика горе надоле. Имале ли проблеми до сега? Полис bir sefer bize сме имале проблеми само со полицајци, пошто не фатија и не пцуја. И вика ни рекоа дека да не ве видам уште еднаш. Малиот одмор афганистанците го искористија да јадат, да ја угаснат жетта, да ги завиткаат раните на нозете од долгото пешачење. Сите имаат различни планови, но во еден се единствени, како да ја поминат Македонија и безбедно да стигнат во Србија. Понатаму е полесно. Овој млад човек одлучил да оди во Шведска. Во Македонија е 5 дена и бара начин како да ја помине границата без да го забележи полицијата. You're traveling from where? From Afghanistan. Yeah, and your final destination is? Our final destination is Sweden. Sweden? Yes. And how many days you were here? 5 days ago. From Greece 5 days ago we arrived here. Yeah, and how do you pass the borders? We passed the border by foot. Not. Yeah, you're hiding from the police? Yes, we are hiding from police. When police see us, arrest us. Yeah, but have you ever felt any pressure from them or threats? Yes, we have pressure. Then what we can do, we must go and cross the border. Yeah, do you hope that you will get where you want to go? That Yes. you will arrive there? Yes, we hope. We hope to go and cross the borders. Is it difficult? Yes, it is difficult, but we must. We go. We leave Macedonia. Yeah, you're leaving for what? What's the purpose of leaving? Because our country is not good. In our country, war and the society is not good. Хуманитарната криза што и се случува на Македонија веќе допре до некои граѓани. Тие преку социјалната мрежа Facebook се организираат, донираат пари, храна, облека, обувки, а од невладината Легис одат на терен за да им ги поделат на бегалците. Тие им делат и завои, фластери, витамини за да закрепнат малку и да можат да го продолжат патот. Граѓаните, како најхуманата страна од целата приказна, успеаат да се организираат преку Facebook групата да им помогнем на азилантите во Македонија, каде што граѓаните секојдневно можат имаат контакт телефони на различни пунктови низ Македонија, каде што можат да се јават и да остават храна. Потоа ние различно зависи од каде, значи ние во Скопје пакуваме посебни пакети и ја доставаме значи во районот кој што го покрива Скопје, овој дел. За уморни, неблагодарно е да се зборува за таа страна, бидејќи групата која што ја снимавте вчера ја видовме во Демиркапија, ја пречекавме, ние уморни се вративме дома, се оспавме, тие мора цела ног да пешачат, да стигнат до овдека. Не само да пешачат, туку и да одат по многу страшни патишта во Македонија. Многу од нив се жалат дека се пресретнувани од банди, ограбувани, тоа се локални криминалци, каде што кој што гледате не може ни полиција да допре, тука треба постојано некој да патролира.
Тие се изложени на многу тежок пат и повеќето од нив не одбиваат и храна и вода колку се исплашени и несигурни за својата безбедност. Од Легис апелираат до политичарите што побрзо да се донесат измените на законот за азил, со што ќе се намали хуманитарната катастрофа, ќе се спречат нападите од криминалните банди кои им ги крадат парите, како и криумчарењето. Мора да се побрзо да се донесат измените, само нека застанат, ги повикувам политичарите, нека застанат во Демир Капи, нека ги видат бројните бебиња и деца кои доаѓаат и поради нивната неажурност да го донесат законот во што побрза постапка, малите бебиња и малите деца се приморани да пешачат. Жените и децата се заштитени со конвенции, не ни требаат закони. Со оглед дека локалните полицајци не ги знаат конвенциите, не се должни да ги знаат, сепак апелираме до политичарите да ја спасат голготата на маливе дечиња, на жените и бремени, и старци, и ранувани нозе. Толку е тешко да ги гледат. Апелираме до нив што побрзо да се организираат, законот да се изгласа, што му ги помина процедурите во МВР владата, се останува на собранието. Апелираме до политичарите, знаеме дека се наоѓаме во некоја политичка криза, нова криза, овој екзодус, оваа хуманитарна непогода која погоди Македонија мора потитно да се среди. Значи, алармираме итно донесување на законот. Официјално 28 мигранти загинаа по пругите низ Македонија. Од невладините велат дека поради недонесување на законската регулатива процвета криминалот, а бегалците не смеат да се качат во воз или во автобус и нормално да пропатуваат низ државата. На своето патешествие изложени се на разни опасности и манипулации. Групата која ја сретнав ме ни раскажа дека во Демир Капија еден леп им наплатиле 500 денари, а шише пепси кола 200 денари. Свесни се дека се злоупотребени и сакаат што побрзо да излезат од Македонија. Така и оваа група афганистанци, откако се спакуваа и се што имаа натоварија на себе, тие заминаа по пругата. Можеби веќе се во Србија, но постои можност, доколку ги откриле, веднаш да бидат вратени во Грција или пак да завршат во прифатилиштето за бегалци во Газибаба во услови полоши од затвор.